Здраво, драги пријатели, добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам повторно на тема, не ми е прв пат да зборувам за јајца, но у секој случај денеска ќе зборувам за дали реално постои разлика помеѓу бели и кафени јајца. Затоа што многу луѓе, поради тоа што има разлика во цената на бели и кафени јајца, знаат често да можеби, не знам, направат разлика или не се свесни дека всушност нема никаква разлика. На што всушност мислам? Ако ги гледаме нутритивно, и белите и кафените јајца имаат потполно ист состав и можеби ќе се разликува, не знам, грамажата на протеинот или железото и така натаму и нутритивната вредност кој што ги има во јајцата во зависност од севкупната грамажа на јајцето, но тоа се случува и не знам, ако имате кафени јајца помали, ако имате кафени јајца поголеми, се знае дека во поголемите ќе има поголема нутритивна вредност затоа што по дефолт имаат, по автоматизам имаат поголема грамажа. Истото и за белите јајца и истото е ако ги испоредуваме и по боја. Разликата која што ја има помеѓу црвените и белите јајца се всушност кокошките и нивната боја, односно бели кокошки и кокошки кои што имаат, не знам на македонски како се кажува и дали има превод за тој термин, earlobes, односно деловите од ушите кои што им се бели, не се бели јајца, додека кафените или не знам црвени кокошки кои што имаат црвени earlobes, односно овој мекиот дел од ушите, ќе несат кафени јајца. И тука е единствената разлика и доколку можеби барате некаква економска оправданост, тогаш слободно купувајте ги овие поевтините, затоа што бојата нема да направи никаква дефинитивно разлика во нивниот нутритивен состав или па не знам да придонесе нешто многу повеќе едни од други, комплетно си исти, само кажав, се разликуваат по бојата на кокошките и се разликуваат и боите на јајцата. Така да оваа тема ми беше сосема кратка и сакав чисто да дадам мислење затоа што не знам каде сретнав по социјалниве мрежи во некоја комуникација коментираа луѓе, така да ми беше као супер инспирација да зборувам на оваа тема и да го расчистам овој мит. И за денеска би кажал толку, ви посакувам здрави животни навики, се гледаме во следна епизода. Фала ви за внимание и имајте си убав ден. Чао, чао.